Добро утро, секој утро, почитувани гледачи. Од рано наутро отвараме темата која што нас сите не алармираше, а тоа е темата поврзана со однесувањето на директорката на клиниката за кожни заболувања и ризикот во кој што ги доведе вработените на клиниката и секако пациентите, или пак што би се кажало околу 200 луѓе, нешто повеќе од 200 луѓе се во карантин токму поради неодговорното однесување на директорката на клиниката за кожни болести. Ова ќе ни биде една од темите, иако првенствено со професорот Лазар Илевски сакавме да зборуваме за правата на жените во работен однос, секако поради и поводот е 8 март, денот на жената. Ќе го начнеме и тоа, меѓутоа апсолутно ќе отвориме и темата безбедност и здравје при работа. Добро утро, господине Јовевски, добро ни дојавте и овој вторник во Алфа. Добро утро, благодарам за покана. Денеска немаме некои пријатни теми за разговарање. Едната од нив, ајде да кажем дека е пријатна, тоа се жените во работен, правата на жените во работен однос. Ние го напишавме тоа, правата ги има дали само на хартија или пак ги има реално во секојдневието при она што можеме да го забележиме, а втората е секако здравје и безбедност при работа и она немил настан кој што сите не вознемирија, тоа е однесувањето на директорката на клиниката за кожни болести. Едно по едно. Па добро е, можеби не вообичаено, денеска отвараме две теми за разговор и добро најавивте дека еднава тема можеби е така по контраверзна со оглед на актуелноста, додека првата тема, тоа е за жените, всушност е тема која што се става на дневен ред многу години наназад. Навистина станува збор за едно прашање кое што не ги опфаќа или не ги допира само жените, ги допира и мажите, го допира целото општество, а всушност тоа е еднаквоста, односно концептот на недискриминација на жената во работниот однос. И овде веднаш би сакал да напоменам дека ова е еден процес, би рекол една борба која што не е само одлика на македонското општество. Всушност станува збор за еден феномен кој што е, би рекол, регионален, европски, светски. Навистина, кога зборуваме за дискриминација генерално, можам да ви кажам дека прашањето за дискриминацијата и тоа како допира во делот на работните односи, имено и самите македонски прилики, македонската статистика укажува на тоа дека станува збор за област која што е најактуелна токму во работните односи. Најголем број на случаи на дискриминација имате статистички во работните односи. И сега дискриминацијата може да биде по разни основи. Еден од основите е полот, така што жените историски гледано, нивната борба за еднаквост и равноправност е еден процес кој што трае повеќе од 150 години, повеќе од 200 години би рекол, имајќи го во предвид и првиот закон кој што е донесен уште во Англија 1802 година, каде што жените и децата почнуваат да се издвојуваат во однос на одредени права и обврски, односно да се заштитуваат, односно да се ставаат во една рамка да се доближуваат до правата и на мажите. Меѓутоа тоа во современите услови денес навистина добива една сосема поинаква димензија и можам да ви кажам дека истражувајќи, пишувајќи на оваа тема и на оваа област, а не малку имам пишувано и истражувано токму по однос на овие прашања, всушност дојдов до заклучок дека еднаквоста како концепт се поставува низ две призми. Првата е трудот, од една страна, борбата за еднакви права во делот на работниот однос, а вториот феномен или феноменологија е феминизмот, кој што е поврзан со еманципација и ставање на жената во центарот на одредени општествени активности. Тие два процеса не се поклопуваат целосно и има во одредени аспекти и разлики и би рекол спротивни поставености. Така што кога зборуваме за жената и незината дискриминација или недискриминација во трудот, треба да имаме во предвид неколку поенти. Првата поента е дискриминација во однос на самото вработување и напредување на работно место. И тоа не е само македонски проблем, тоа е светски проблем. Понатаму, второ многу важно прашање е прашањето за еднаква награда на жените наспроти мажите, односно станува збор за награда на жени со исти квалификации на работни места како и каде работат мажите,
и дали во овие два случаи исто се платени мажите и жените. Статистиката покажува дека не се исто платени. Понатаму, треба да се земат во предвид аспектите на образованието на жената, и жените се генерално пообразовани и според статистиките и според Светска здравствена организација се подолговечни. Така имаме случај да директорка жена на раководна позиција, во случајот директорка на клиниката за кожни болести, која што нели сите ние викаме повеќе жени на раководни функции, повеќе жени на раководни функции, и сме сите среќни кога имаме еден позитивен пример на жена која што е на раководна функција, која што ги стимулира и останатите жени да биде пример или role model, како што се вика, или пример за тоа како треба да изгледа жена на раководна функција. Ова сега што се случува е негативен пример. Значи имаме директорка, пак жена, која што добила можност да е на раководна функција и која што ги крши сите можни правила од Хипократова заклетва, од препораки на Министерство за здравство поврзани со коронавирусот и го крши секако и Законот за безбедност и здравје при работа, при што го загрозува животот на вработените. Јас имам тука извадено едно објаснување, ова што една регулатива која што се спроведува во Европската унија, онаму каде што сите ние сакаме нели да одиме. Вели вака, работодавачот има обврска да обезбеди безбедност и здравје на своите работени преку спречување на изложување на ризици при работа. Во случајов работодавецот е директорката, така бидејќи тој е менаџерот, таа треба да има обврска да обезбеди безбедност и здравје на своите вработени преку спречување на изложување на ризици при работа. Тоа не се случува. Како е кај нас регулативата? Што направила според сите законски рамки директорката на клиниката? Па кај нас регулативата е идентична во однос на ова што Значи, го кажавте, ова е имплементирано токму така во Законот за безбедност и здравје при работа. Сме го имплементирале европското законодавство. Овој дел во целост, буквално, кога го читате ова, како да го читате членот од Законот за безбедност и здравје при работа. Меѓутоа, пред да дадам и во тој дел одредено мислење, би сакал да се надоврзам на онаа првична констатација и правејќи еден спој, како што гледам се обидувате да го поставите сега ова низ двете призми, нели жена, заштита на жената во работеност, правата на жената, од друга страна и одговорноста на раководната позиција. Можам да ви кажам дека релативно во јавниот сектор во Македонија имаме голем број на жени кои што се на раководни позиции. Сега статистички може би во одредена смисла и да се за некој процент помалку од мажите, меѓутоа релативно се подобрува положбата. До тоа каде бевме 90-тите години, сега навистина одиме напред во овој контекст. Меѓутоа, ова што го поставувате вие како прашање нема врска со полот, маж или жена, туку има врска со нешто друго. Да, јас не го поставив во насока на токму така, на тоа дека е жена, меѓутоа во случајов имаме жена која што дава негативен пример, нели зборуваме да имаме повеќе жени кои што даваат позитивен пример. Во случајов? Па за жал ова е еден негативен пример, имаме една неодговорност. И тука јас сега затоа велам не би го поврзувал со тоа дали си маж или жена, туку со нешто друго, би го поврзал со одговорноста на личноста за својата работа. Одговорноста, свесноста, културата, воспитанието, но и обврските кои што вие ги спомнавте, ги има согласно Европската директива, согласно Конвенцијата на Меѓународната организација на трудот, имплементирани во нашето законодавство, каде што точно работодавачот е тој кој што се грижи за безбедноста и здравјето при работа, значи за безбедните здрави услови на вработените. И од тука, навистина, работодавачот е должен согласно законските одредби да обезбеди здрави услови при работа. Доколку тоа не го прави, од друга страна имаме еден уникатен случај кој што го нема во однос на други некои аспекти, а како можност дадена за вработените, а тоа е дека доколку работодавачот не се грижи за безбедни здрави услови при работа, внимавајте, работникот има право согласно законските прописи во Македонија да одбие да работи, без при тоа да има правни последици по него. Што значат правни последици? Тоа значи дека вработениот во таков случај ако одбие да работи нема опасност да добие отказ од работно место, бидејќи во другите случаи имаше информации дека во Фокус излезе информацијата дека колегите ја пријавиле, дека таа не се пријавила самата, дека таа им се заканувала со откази. Ова не ни се проверени информации, велам ово го пренесува Фокус, ние само го пренесуваме. Зборувам како метод на заплашување, нели вие зборувате дека нема, да речеме колега доктор може да одбие да работи,
поради нејзиното неодговорно однесување, меѓутоа таа во случајот според информациите што ги пренесува некои медиуми се заканувала и со отказ. Има ли како да кажеме? Молам? Дали има основа? Не, нема основа никако. Нема основа. По никој случај тоа јас не сум правник, ама го знам дека нема. За жал кај нас вербално многу се случуваат вакви ситуации и во јавниот сектор и во стопанството, каде што доколку нешто не е по кејф, што вели народот на работодавачот, на раководителот, на директорот или слично, тогаш се преземаат некои радикални чекори за кои што всушност воопшто нема потреба. Станува збор за култура на деловни односи, значи станува збор за свесност, станува збор за од друга страна пак за слабост, доколку вие не можете со разговор да ги решите одредени проблеми, одредени ситуации, предизвици на работното место, а ако применувате аспекти на закана и притоа неосновано тоа го правите, каде што напротив спротивно е, треба вие да бидете тој кој што ќе треба да преземе одредени чекори за остварување на одредени права, тогаш говори само за тоа колкава е свесноста, колкава е културата, докаде се оди се со цел да се спроведе можеби некој личен аспект или лична агенда во рамките на трудот и работните односи. Прашањето ми беше дали сносува некаква правна одговорност директорката, односно дали може да биде казнета за ова што го направила. Министерот Филипче кажа дека не може сега да ја разреши, а планира да ја разреши бидејќи не е изборен. Да, тоа е во рамките на оној изборен процес кој што е. Што се има прекршено оваа директорка и докторка секако и на што се подлежи вакво нејзино однесување? Видете, вие добро напоменавте пред малку дека сега ние информациите, јас лично не успеав во теков на овие 24 часа да исконтактирам со одредени доктори кои што се на клиниката и да ја добијам можеби изворна информацијата, сето тоа докаде, дали е точно или не е точно. Меѓутоа, како што и вие претходно добро напоменавте, Законот за работните односи, Законот за безбедност и здравје при работа, апсолутно е јасен дека работодавачот е тој кој што се грижи за безбедност и здравјето при работа на сите вработени. Ова е здравствена институција каде што покрај тоа што работата е таква да се грижат за пациенти, директорот го организира процесот за давањето на услуга кон пациентите, давањето на здравствената заштита, а од друга страна го организира процесот и за заштита на самите вработени доктори, технички персонал, медицински сестри и така натаму, за да имаат безбедни здрави услови и за да можат непречено да извршуваат својата работна задача. Дали во случајов, знаејќи дека коронавирусот може да заврши со смртни последици, за неизлез следуваат и ги изложува на, не дај Боже... Во овој случај прекршен е Законот за работа, но си прекршен е Законот за безбедност и здравје при работа, значи доколку се испостави дека овие закани се и вистините, за кои што велиме не е се уште тоа официјално и потврдено дали е така, а како ќе биде официјално потврдено? Ако некој од работените пријавил, има каде да се пријави, треба се пријави дека се врши одредени закани почитување, може до трудовата инспекција да пријави. Потоа може да пријави до јавното обвинителство, до полицијата. Значи има инструментариум каде што може да се алармира. Доколку има синдиката, на клинички има синдикат, значи треба да се алармира од трета страна и синдикатот, така да добро е веројатно ако имало отпор од страна на раководителот да не ги исполнува своите обврски согласно законот, да дел од вработените покажале одредена свесност и да алармирале за да всушност се направи превенција. Од суштината на системот на безбедност и заштита на здравјето при работа е да превенира, а не да санира. Значи, доколку се изреагирало свесно, совесно и согласно законот, веројатно ќе се испревенирала ситуација која што сега значи една праќање на една многу негативна порака во општеството, каде што јас ја гледам и поголемата слика. Ајде настрана сето ова што вие го велите, каде што еден раководител или еден работодавач на одредена институција не постапува согласно закон. За тоа се има законски прописи и верувам дека институциите ќе постапуваат. Ќе се испита ситуацијата дали има одговорност, дали нема, ако има одговорност да се преземе таа одговорност. Меѓутоа вие имате сега една негативна слика испратена во целото општество. Внимавајте, ова не го засега само раководителот, вработените и тој ужи круг кој што таму е. Тоа го засега целото општество. Кога ние веќе во докторите гледаме еден, како што велите вие, недобар пример, тогаш веќе се создава една друга слика, една друга перцепција и дополнително разочарување
кај граѓаните во однос на многу ситуации и многу проблеми кои што ни се јавуваат генерално во општеството, но во овој контекст зборувам во работните односи. Добро, прашањето ми беше, покај тоа што ќе биде тргната од работното место, значи таа може да сноси одговорност. Која е одговорноста? Зборам судска одговорност. Дали може да се суди за ово што е загрозува животот на не само вработените, туку и на останалите пациенти кои што доаѓаат во клиниката, ако зарази други лица, а била во контакт со 200-300 лица. Да, значи тука веќе има сега повеќе спред на одговорности, би рекол. Една е одговорноста на самото работно место, каде што одреден вработен или работодавач или раководител одговара согласно прописите за работните односи, доколку не почитува право од работен однос, може да има одредена глоба, да одговара во делот на кривичната одговорност, да биде од работното место разместен, да биде разрешен и така натаму. Тоа е едниот аспект на одговорност. Другиот аспект е доколку вие што велите, тоа е веќе друг тип на кривична одговорност, ако го загрозува здравјето на граѓаните, значи пренесува болести и така натаму, за кој што тоа се Токму е така, значи вие можете болест да пренесувате и надвор од работно место, значи да одите и да ширите вируси заради XY причини, агенди или слично. Меѓутоа овде имаме спој на две нешта. Значи работен однос и ширење на болест преку работното место, преку работниот однос. Токму затоа се активира системот на заштита на здравје и безбедност при работа, бидејќи е компилација на два аспекта. Инаку секој граѓанин, нели, не дај Боже, може да оди и да шири вирус намерно, да сака да пренесува болести, бактерии, вируси и така натаму и така натаму. Тоа е еден аспект и тука кривичната одговорност е за сите граѓани, па и за оние кои што се на работно место. Во овој конкретен случај дали е раководител на клиника или е нешто друго или трето. Меѓутоа поврзано со работно место. Тоа е едниот аспект, а другиот аспект е самата одговорност на работното место за тој кој што не ги почитува обврските кои што се предвидени во однос на безбедност и здравје на работа. И во тој дел значи има двојна одговорност. Една е генерално кривичната одговорност, како и кај секој друг граѓанин, а другата е одговорноста на самото работно место. Сега колегите што работеле со нејзи, најверојатно се колку да се медицински лица, колку да нели ги препочитувале препораките, сигурно се уплашени, сите ние сме уплашени и реално загрижени. Какви права имаат тие? Може да ја тужат, може да што може да направат? Имајќи во предвид дека е заболена од коронавирус, доаѓала на работа, дали имаат тие некакви правила? Еве да речеме на крај на денот, дај Боже никој да не е заразен и да нема никакви последици од нејзиното несовесно однесување, меѓутоа еве да речеме дали имаат одредени права вработените. Секако дека имаат одредени права, значи што едно од тие право тоа што ќе сноси таа одговорност, уште еднаш ќе повторам, дај Боже никој да не е заразен и ова да има минимум да се надеваме последици, меѓутоа контактирала со голем број на луѓе. Тоа е најдоброто и на крај никој може да нема да му текне ако е заболен, не да Боже има некој полош епилог да тужи или да прави нешто, меѓутоа кои права ги имам, бидејќи да знам дека директорот каде што работам ми го загрозил животот и здравјето, како што има тој одредени права и обврски во однос на моето работење, така јас како вработен имам одредени права. И во случајот директорот ми ги загрозил тие права. Токму така, и овде исто така е правата на вработениот одат на две линии, односно едни се права кои што се во делот на работниот однос и постапки кои што може да се преземат во делот на самиот работен однос, а друго е како граѓанин, секој кој што бил загрозен да поведе одредена постапка. Значи можат и пациентите. Тука има веќе навистина основа да се тоа, меѓутоа ова веќе со пациентите и тој општ корпус на заштита влегува веќе во делот на јавното обвинителство и кривичната одговорност. Значи влегува поидаква постапка. Влегува веќе во рамките на меѓутоа и со самите пациенти уживаат одредена заштита. Значи така што во делов на пациентите сега повторно ќе треба, според мене, наједноставно е тука одговорноста ако се бара во комбинација од двете нешта. Значи, бидејќи беше најавена одговорност, ја на никого не посакувам сега да се нешто луѓето реваншираат или тоа злонамерно да се прави. Не, апсолутно не беше прашањето во насока да се реваншираат, меѓутоа во насока на тоа дека им е загрозена безбедноста на работа. Значи, одговорноста мора да се поведе. И веќе навистина треба
да го надминуваме оној концепт на како да кажам едно лицемерие кое што во многу сфери во општеството го имаме и со кое што се соочуваме и кое што ги одвраќа младите од Македонија, односно ги тера да заминуваат надвор, меѓу другите работи се и ваквите нешта. Значи, одговорност, правата на колегите, на вработените, е едно од тие правите искористиле, а тоа е да алармирале дека станува збор за непреземање на одредени. Апсолутно, и тоа законот им го дава не само како право, туку и како обврска да алармираат. Значи, не искористиле веројатно некои други аспекти, а тоа е да пријават во одредени државни институции, како што е трудовата инспекција, во одредени институции, односно организации како што е синдикатот и слично. Меѓутоа добро е што алармирале во министерството или каде се случило сето ова и всушност дошло до откривање на оваа ситуација и колку толку да во одредена смисла сега се преземаат одредени чекори, меѓутоа сите чекори кои што сега се преземаат се од аспект на веќе санација на настанатата штета и колку можеме да помалку сега имаме последици. Едно нешто сакам да ви кажам, колку е важен овој аспект. Еден ноншалантен однос кон овој процес, кон овој проблем, кој е феномен, создаде една навистина алармантна ситуација во Италија, иако и таму се преземаат голем број на мерки и чекори. Меѓутоа, цела Италија веќе под карантин. Цела Италија под карантин затоа што на почетокот малку така се даде, па не е нешто страшно, не е проблем, италијаните како народ се сега ја нема да правам некои тука геопсихолошки анализи на народите ни светот, меѓутоа од друга страна имавме реакцијата на Кина, каде што на вистина ако ги гледате кинескиот случај, каде што и дојде овој вирус, навистина сосема поинаку се изреагира и веќе таму имаме опаѓање една друга ситуација каде што работните места се затворија, каде што останатите институции, училишта, градинки така се направи веднаш еден карантин и тоа се спречи. И дури ни една друга провинција во Кина нема случај на коронавирус. Така, што е за изненадување, сега зборам од епидемиолошки аспект, епидемиолозите во тој дел на вистина се уште го проучуваат тоа и чекаат да видат на крај што се случува. За да дадат заклучно согледување во која насока и за што станува збор, каков вирус е ова. Меѓутоа, од друга страна имаме Италија која што е сосема спротивно од случајот, барем за сега, на Кина, во овој контекст многу е важно ние во Македонија да ги преземеме сите мерки од аспект на безбедност и здраве при работа, да сето ова се превенира, да се спречи. Не смее да се остава да работите така течат спонтано, полека, затоа што ова го засега целото општество, го засега стопанството, ги засега работните места и ова може, не дај Боже велам, ако добие некои поголеми размери, да има многу негативни аспекти и во делот на економијата, тоа значи на самите работни места и намалување, отпуштање од работа, губење на пазари, ситуации со работодавачите, да. Јас го гледам од тој аспект сега во делот на трудот и економијата. Ќе упатиме апел до сите работодавци да ги следат препораките кои што ги даде Министерството за здравство, а тоа е дека доколку знаат да имаат вработен кој што бил некој во некој од реоните кои што каде што има коронавирус, треба да остане дома минимум 14 дена во домашна изолација, да не доаѓа на работа, тоа е една од препораките кои што се превземаат. Господине Јовски, и ви благодарам што штенаш ни бевте гостин. Тука имаме и книгите ваши кои што се поврзани со системот за заштита за здравје и безбедност при работа. И ќе упатиме еден апел само и работодавците и вработените да се грижат и за своето здравје, а и за здравјето на останатите кои што, па и блиските од него со кои што работат.